ден на сите и добре дојде ви посакувам од име на Македонскиот национален совет Македонија. Значи, дами и господа, со најголемиот дел од вас се познаваме лично. Поминавме сито и решето, студови, снегови, горештини, по македонските улици, по македонските градови. Не по наша вина, не по наша кривица, по кривица на некои кои што 30 години преговарат, договарат во име на народот, во име на државата и на крајот за многу преговарање и договарање стигнавме до тука ние, представници на македонските партии, македонските организации, истакнати поединци, да се собираме самоиницијативно и да го бараме спасот за нашата Македонија. Затоа што овие кои што јавно представуваат власт, легитимна, нелегитимна, најмалце битно е дека располагаат со народните пари во буџетот и со тие народни пари, со тие позиции кои што ги држат во име на народот, се земаат за право да преговарат за она што представува тапија на македонскиот народ. Тапијата на македонскиот народ, значи македонскиот идентитет, македонската историја, македонскиот јазик, македонската култура и се што значи македонско и македонизам. Дами и господа, јас нема да бидам долг, ќе скратам во интерес на времето, значи сакам денеска да оставам повеќе простор нашите браќа и сестри дојдени овде, значи почитувани делегати, да си го кажат својот збор. Олумчев викаше по улици, Олумчев излегуваше на телевизија, Олумчев зборуваше јавно, секаде во секоја една пригода за предавствата врз Македонија извршени од страна на инсталираните елементи и од раководството на политичките партии кои што глумат власт и опозиција, а кои што практично се однесуваат како вазали, послушници на надворешниот фактор. Овде имаме професори по историја. Овде е еден човек кој што многу го ценам, значи професор Петар Поповски. Овде имаме господја Ангелина Маркус. Жал ми е што не ја гледам господја Маргарита Ивановска Китан, ама морам да ви кажам една работа. За мене лично, како човек, како македонец по род, овие луѓе кои што ги гледате можеби во поодминати години, меѓутоа овие луѓе за мене представуваат чувари на македонската историја и оратори на македонската вистина. Ова се луѓето кои што не прифаќаат искривоколчена македонска историја. Ова се луѓето кои што со секој свој јавен настап зборуваат за македонските трагедии, зборуваат за македонските вистини, за македонските жртви и во таа смисла можам да ви кажам следното. Македонската академија на науки и уметности, сите институти, Македонскиот институт, Институтот за македонски јазик, за македонска историја, па се до Уставен суд и сите оние институти кои што практично власта става капа врз нив, си ја продадоа кожата премногу ефтино. Завчера да слушнам Македонската академија за науки и уметности ќе го мени името. Разочаран сум од поделбите. Разочаран сум од капките помеѓу нас, браќа и сестри македонци по род. Денот го започнав со една непријатна вест. Делегацијата на македонците од Егејска Македонија е вратена од македонската страна на преминот Мечитлија. Со една реченица, денес нема да ја помините границата. Значи, таков начин на вршење обструкции, на заплашување, таков начин на притискање спрема сопствениот народ, без оглед дали живее во Македонија, во окупираните територии или живее некаде во македонското иселеништво, не е виден досега во ниту една држава. Во таа смисла, среќен сум, радосен,
малце и да ви кажам насекиран затоа што ја нема нашата делегација од Австралија. Меѓутоа овде се представници на македонците од Австралија од Перт, антички македонци. Овде се нашите македонци од Австрија и сите вие кои што се присутни овде, мислам дека ќе го дадиме својот допринос денес да ставиме основа, темел на нешто што ќе значи проширување на сеопшто македонско национално обединување по сите основи и во никој случај затварање врата за сите оние кои што ќе сакаат покасно да се придружат. Времето е такво, работа служби, странски, домашни, притисоци од секакви полиции, притисоци од секакви политичари, меѓутоа едно треба да бидеме најасно дека македонскиот народ ја има историската задача пред себе, а тоа е да си го одбраниме идентитетот и државата. Во таа насока јавно кажувам дека Македонија и македонскиот народ се доволно силни, доволно интелигентни, доволно способни да застанат и да бидат своји на своето и да расчистат со сите овие структури кои што донесуваат од тука. За сега ви благодарам и ви посакувам успешна работа. Небарам збор, јас би го прочитал писмово на делегацијата на антички македонци од Перт, Австралија. Ме замолија за тоа господин Мече да го прочитам или ќе го прочитам сами? Значи, ова е обраќање на Македонско културно друштво антички македонци од Перт, Западна Австралија, до Семакедонската обединителна конференција. Почитувани представници на Семакедонскиот национален совет Македониум, почитувани делегати од македонските патриотски друженија и партии, почитувани представници на македонската емиграција, почитувани академици, медиумски представници, драги пријатели и мили комшии. Како представник на Друштвото антички македонци, ми представува особена чест да сум помеѓу толка број на патриоти и истомисленици. Дружението антички македонци од Перт, како дел од македонската прогресивна интелигенција, од секогаш се завземало за зачувување на македонскиот културен идентитет во нашата татковина и во Австралија. Како интегрална единка на македонскиот народ, ние ќе ги држиме постулатите искажани и применети од нашите патриарси и водачи на македонскиот народ, мноштвото великани, како исконските Филип и Александар, преку средновековните Прохори, Кирил и Методий, Климент, Наум, до апостолите и мартирите за македонско ослободително дело, дејци како Гоце, Јане, Даме, Ченто, Брашнаров, Месирков и многу други, начелата на македонизмот можеме накратко да ги представиме во следниве неколку точки. Под еден, право и должност на признавање на посебноста на секој народ и култура. Македонскиот народ никогаш не порекнувал право на постојање и коегзистирање на нито еден соседен народ. Ниту во времењата на светската слава, кога македонскиот скиптар ги владееше сите народи помеѓу Јадранот и Хиндикуш. Не се осудивме да му го одземиме идентитетот на нито едно племе, народ или нација без разлика на степенот на нивниот културен развој. Дури во времењата на светските солунски браќа, кога се ширеше христијанската реч и евангелието, во нито еден случај не сме наметнале јазик, писмо, култура и религија со меч. Нашите прататковци со кротко срце и со мудрост го ширија словото на Спасителот и на наметнаа ништо со сила на нито еден народ. Во сите своји мисии, кај хазарите, сарацените и насекаде во Европа ги почитуваа сите народи како различни автономни. Крушевскиот манифест и заседањето на АСНО во зорите на 20 век збореа за добрососедство и соживот со сите наши малцинства и заедници кои живеат на оваа света земја без разлика на нивниот пол, вера, национално или политичко убедување. Во времењата кога Европа проливаше реки крв во разнобројните револуции и војни, ние, кои се уште бевме под повеќовековен јарем, не ги забравивме идеалите на човештвото за слобода и право на собствен културен идентитет, но како што ние знаеме, во сите времења да дадеме права и почит со иста доследност, бараме таков однос и од другите народи кон нас, за да се сочува мирот и поредокот помеѓу народите.
Сакаме да им кажеме на сите кои мислат дека можат да заработат ситни поени во ова матно време, дека македонскиот народ нема да дозволи да биде предмет на обезличување и дека единствени пријатели на македонскиот народ се само оние кои што го признаат за независен, посебен и кои го почитуваат неговиот континуитет од зората на аргиатите до денешни времења. Под број 2, континуитетот на името и народот Македонија од антиката до денес. Нападите на континуитетот на македонската култура се најарогантен обид за дискриминација на еден народ. Од прв ден на независноста на македонскиот народ, многу народи се обидувале да му докажат на нашиот народ кој и што е. Нашите јужни соседи во текот на својата историја ги имат именувано со десетина различни имиња: ахејци, јонци, елими, грци, данајци, румеи и така натаму. Ние откако знаеме за ова грудка земја била и ќе остане Македонија. И нема да дозволиме на некој фабрикуван ентитет кој се нарекува секој втор ден со друго име да ни кажува кои сме и од каде сме. Прво, нека се одлучат самите себе си за да можат да им кажуваат на другите. Браќата од позади рила и ден денешен се обидуваат да сокријат дека тие што го донесува писмото им го описмениот народот дојде од македонската земја. Занемоние кои ќе научат нас дека кои биле Климент Наум, кои ги оставиле своите мошти во оваа земја кој им беше мајка доилка. Не само нив, туку на секој еден народ, заедница или организација, на кому не му е јасно кои сме и што сме, друштвото антички македонци од Перт поседува доволно обучен академски кадар, кој е спремен да седне на маса и јавно да полемизира за сите историски недоумици и да докажеме дека од Каран и првиот леп на Пердика до денешните внуци и наследници овде бил и постоел само еден народ, а тој е македонскиот народ. Ние друга земја немаме и друго благо не бараме, ама ќе стоиме до последен за овој народ и за ова парче земја. Под број 3. Разделеноста причина за слабост и непочитување. Која жал и чемер владее во срцето на секој домолюб и патриот. Деновиве, кога гледа како нашите најдрагоцени историски вредности се распродаваат и расфрлаат под ѓубришката на балканската политика. Дозволуваме да бидеме обезличени и расторени, нашата национална гордост е свиена со главата надоле, нашиот збор е замукнат во нашата сопствена татковина. Нашите волноводници водачи секој ден ги проституираат најдлабоките национални чувства за лични интереси, гледаме луѓе идеали од минатото, денес стануваат профитери и волешни кловнови. Нашиот рейтинг во светот го има цигнато самото дно, македонските друштва се обраќаат на лоби групите со апели, но никој не се осврнува ни од исток ни од запад. На што се должи сето тоа? Антички македонци од Перт сака да ја истакне разделеноста на македонскиот народ како главна причина за се ова. Секој ден се јавуваат нови и нови здруженија кои на папир ги имаат истите начела како и сите останати патриотски здруженија. Но на пракса малкумина стануваат верни на делото. За да му очекувате некој да не смета за сериозни кога наменување на историско име излегуваат помалку народ отколку за концерт на народна музика. Доста е. Сакам да знаете дека потенцијалот на македонскиот емигрантски круг за поддршка е голем и неисцрпен. Тоа може да биде двигателна сила со која македонскиот народ може да излезе од оваа зависност кон нашите светски господари. Но како очекувате македонецот од било кој крај на светот да го одвои своето парче леп за поддршка дома, кога гледа само делба, раздор и неслога? Антички македонци Перт се согласува и опрзува да го поддржи секое патриотско друштво кој ќе успее да допре до срцето на македонецот и ќе го разбуди за спаниот џин. Она друштво кое ќе отиде најдалеку со пожртвуваноста кон делото и кое народот ќе го почувствува како свое и ќе излезе со него на улиците да се врати честа, ќе добие масовна, морална, економска и политичка поддршка од сите нас. Донесете ни водачи и пастири, а ние ќе застанеме зад вас во добро и во зло. Сакам да знаете дека ние ќе имаме право на лобирање кај нашите државни водачи само кога ќе имаме доволно силен одзив на народот овде, кој ќе ги привлече очите на странските влади да увидат дека ова што се случува е модерен геноцид и бришење на македонската нација.
Под број 4. Креаторот на вештачката држава Северна Македонија не е надвор, туку внатре. Друштвото Антички македонци сметат дека со распродажбата на нашето културно и историско наследство на Антини Софија, ние самите сме вршители на предавничкото дело, со цврста решеност да се спротивставиме на тоа бришење на историјата и создавање на вештачка творба, така наречена Северна Македонија. Сакаме да кажеме дека ќе го поддржиме друштвото Македониум во нивната истрајност да го прекинат процесот на самоукинување. Мора подитно да се дејства за будење на народот и негово водење кон себе осознавање и заштита на нивниот културен и национален идентитет. И под број 5, антички македонци, лобисти на македонизмот во Австралија. Бидете спокојни, мили другари и драги сограѓани. Бојот за извојување на нашата борба го носиме со константно лобирање на македонските организации и друштва во Австралија, пред австралискиот парламент и локалните влади. Македонците се ентитет кој постои во Австралија уште од втората половина на 19 век. Нашиот збор од секогаш бил добро слушан пред нашите авторитети и Австралија ја разбира борбата на нашиот народ. Голем број македонски успешни бизнисмени и академици лобираат за признавање на нашата држава под единственото прифатливо име Република Македонија и лобираат за осознавање на вистината за македонската Голгота од трите дела на Македонија. Нашите власти го разбираат своето значење на зборот македонски и македонци и никогаш не ни го оспориле правото на употреба на тој термин, затоа што ја разбираат нашата култура и историја. Браќа и соземјаци, помогнете ни во заложба за реализација на големото дело со тоа што ќе создадете доволно силно движење кој ќе биде светилка и водилка на македонскиот народ. Кога ние ќе го имаме каменот со кој ќе можеме да покажеме дека нашите мисли се мисли на народот. Нашите зборови ќе имаат поголема тежина кај нашите авторитети и македонскиот народ ќе има поголема поддршка. Само силен и обединет македонски народ ќе може да си го заслужи своето место помеѓу светското семејство на независни нации. Ви благодарам срдечно за поканата и учеството на оваа конференција. Навистина буди топли чувства кај мене лично и кај македонската интелигенција во Австралија. Да живее Македонија, да живее делото антички македонци Пер, Австралија, председател Ато Шапкар. На дневниот ред, кој што беше дел од вашите покани, е утврдување на македонските државни и национални интереси. Кој од вас би сакал да почне краток разговор на оваа тема? Во последниот период работам на подготовка на нова програма на Македонија, меѓутоа тоа практично ќе биде делот кој што ќе го означува почетокот на пишување на втората книга Македонска национална доктрина. Првиот дел е напишан, објавен, меѓутоа тоа е само една брошура со основата внатре, сега се работи големиот дел. Она што претходните дискутанти го кажа, јас апсолутно се сложам и со господја Солза и со професор Петар Поповски. Меѓутоа не смееме да забораваме никогаш дека македонскиот народ бара стриктни и директни пораки и заложби. Значи, кога ќе речеме договорите, штетните договори, Солза, просто јас не полемизирам со изразот, полемизирам со недиректноста на термините. Значи, ако гледаме така, штетни договори имаме 30 години. Меѓутоа, она што сега се прави, што е редефинира и уништува државата е практично од доаѓањето на, би рекол, заед со претходен еден сублимат на одлуки и решенија на македонските власти под раководство на Никола Груевски. Тука зборувам за амнестијата на УЧК, законот за територијална поделба и така натам, се до доаѓање на власт Зоран Заев, каде имаме веќе една друга ситуација од која што произлегува, значи, Преспанскиот договор, Бугарскиот договор, законот за употреба на јазици како дел од Тиринската платформа и измената на Уставот на Република Македонија. Она крајното ќе го нанесе конкретниот удар. Значи, мислам дека ако се појавиме со основа за македонски национални интереси, тука ние не смееме да пренебрегнеме една ситуација, каде што Македонија
периодот 93-4 година, практично националниот модел на уредување на Македонија беше преиначен, преусмерен кон граѓанско општество. Тоа беше моментот на навлегување на парите од надбор, Сорос, USAID и разноразни структури кои се формираат невладини организации и практично сите партии ги ставија под контрола. Зборувам за следното. Во овој момент, кога не е крадат историјата, директно со подпис на представници на таа република Северна Македонија. Тоа го прават луѓе кои што немат собствено јас. Истите тие луѓе, ако се професори по историја, порано пишувале книги каде што тврделе дека Гоце Делчев е македонец. Сега наеднаш го дават на Бугарија. Кирил и Методи, сите официјално признати од народот македонски дејци и така натаму борци. Професорот е во право, терминот Александар the Great, Александар Велики е наметнат за мишлење на името Македонија во неговото име и существување. Ние не смееме да попуштиме и сметам дека треба да создадеме еден документ кој што практично ќе биде библија за секој еден македонец по кој што ќе се раководи. Па се до традиционалниот начин на живење и почитување на македонските обичаи и култура, а не на некакви таму увозни европски цивилизацијски вредности, ЛГБТ права и не знам какви таму шалени ограници на било какви структури на западните служби. Би сакал да ви кажам една работа. Овој памфлет проглас, што требаше, што го разговаравме овде малце во тајности, до кој што дојдовме до некои недоразбирања во неговот структурален состав. И ова што го зборуваме сега, јас би бил многу посреќен доколку ние сме моќна и силна структура која што би организирала, како што е предвидено да се предложи во точка 3, беше, формирање на тоа генерално собрание на македонците, каде македонците од целиот свет, без оглед дали се во државата, дали се во Егејска Панитска Албанија или било каде, во изселеништвото, со своји представници, преку нивни организации кои што существуваат надвор од државата, овде во државата би учествувале на лице место во изградба на еден документ, основа кој што би значил, почитување 100% од македонскиот народ и терање на македонскиот пат по тој правец за да обстанеме. Ние сме нападнати по сите основи, ние крадат историјата, вештачки држави створени од големите сили и практично излегува дека целата наша историја ќе биде распродадена за многу укус период на држави и структури формирани од некои кои што не посекуваат добро на Македонија. Ако се слушавате, бидејќи веќе е колку 17 часот, јас би сакал да преминиме на една конкретна дискусија да ги створиме тие два документи, па некаде до кај 19 часот да завршиме со тоа и практично да излеземе со во јавноста со еден документ, што е тоа што ние како представници на партии и организации сме го заклучили овде или сме го направиле. А ако се слушаваме, значи да тераме и понатака заедно, да ги изготвиме првите документи како прва, основна, подобна основа, за понатамо да имаме услови за да ги завршиме работите како што треба. Знам дека сме во цајтно, практично се носат измени на закони, се ги прават работите како што мислат дека треба. Меѓутоа, мене лично апсолутно не ме интересира што прават СДС и ВМРО да поне овој момент. Они за мене се непријатели на Македонија и ние сме практично наспротивна страна од нив. Секој еден што се осуди да преговара за единството, тој не е пријател на Македонија. Тој може само да види во редот на базари, патрони, слуги, настрански агенти и непријател најдиректен на Македонија, затоа што не подкопува однапред. Силен и обединет народ, по силна држава не може да го подкопа никој. Вистината е таа и би сакал практично да одиме во насока да ги привршиме овие документите за да имаме време тоа да го направиме како што треба. Би имал толку, доколку има некој прашање, поведете.